На Велики четврток се одбележуваат настаните што се случиле пред да тргне спасителот на доброволните страданија. На овој ден се спомнуваме за тајната вечера и се што се случувало тогаш. Подготовката, миењето на нозете на апостолите, поуката за смирението и братолюбието, посочување на праведникот и излегувањето на Јуда од вечерата, востановување на светата Евхаристија, најава за Петровото одрекување, прошталната беседа на Христа со 11 апостоли, завршувањето на тајната вечера и излегувањето од Ерусалим кон Елеонската гора, но и завапсувањето на великденските јајца. Првото јајце Христово го вапсуваме за Госпо. Второто за кујчата, третото го вапсуваме за дар што ќе се посади да се роди се. И на децата станувам, мали ние имам бебе јас, са бајлево му поминав црвено-бело и го искапав со јајце. Значи традиционално секоја година прво дома, првото јајце го оставаме во сито со црвен машки појас на прозорот за да го огрет првите утрински зраци. Представувало здравие, радост, берекет во кујчата. Денеска на трпезата е разрешено маслото и виното. Постот на Велики четврток се ублажува и според правилото се допушта да се јаде сготвено со масло и се пие вино до 3 чаши во денот. Традиционалниот пост пак во народот задржал постење строг пост и во овој ден, што не е забрането, но не е и задолжително, бидејќи може да се јаде масло. Вели четврток е празник на вапсувањето на јајцата, додека Велики петок е доста тежок празник, раснувањето на Исус, и тој ден го поминуваме во мир, во тишина, во жалост, дома ништо не работиме. Во сабота ги правиме оние последни припреми за дочекување на големиот празник на Великден, а ноќта, некаде околу полноќ, сите одиме во црква, присуствуваме на Воскресението Христово, учествуваме во светата литургија и потоа се кршиме со јајце и го пречекуваме Воскресението Христово. Во овие свети денови сите христијани треба да се каеме и да се помачкаме со маслото на покајанието, а Бог треба да ни ги прости гревовите, како што и простил на жената грешница која го помазала Господа. Со овој осветен елеј порано на Велики четврток ги помазувале огласените, кои биле подготвени да се крстат на Великден.